Платформата и тимот кој што стои позади тоа, според мене има придонесено многу во општеството на темата женско предприемништво, токму нели во насоката во која што има зацртано активности. И зашто велам многу, заради тоа што можам да забележам разлика. Јас ја следам цело време работата на платформата по сите социјални медиуми, сите соработки што се остварени, она што е објавено како информација во јавност. И можам да приметам дека со тек на време се зголемува комуникацијата и на самата публика поврзана со платформата, каде што луѓе реагираат на информациите, се вклучуваат во одредени дискусии преку коментари. Гледам дека она што го барате на терен во смисла на одредени истражувања и добивање на одговори од истите, исто на крај се презентира како успешно од одредени бројки на вклучени луѓе во тие истражувања. И се обидов да го сумирам она што го имам како заклучок во однос на сработеното во неколку точки. Прво би спомнала дека, правејќи паралела пред да почне платформата да функционира на начинот на кој што работи, она што го прави во изминативе 2 години, ако не се лажам така активно, имаме зголемена свесност за темата женско предприемништво, нешто што како почетна точка е многу важно во рамки на општеството, бидејќи едноставно ако не говориме на темата, ако не размислуваме за неа, не може ништо да мрдне од мртва точка и тоа е многу логично и јасно. И тука платформата има, според мене, најголем удел во рамки на општеството за зголемување на свесноста на конкретно оваа тема. Дури ниту образовните институции не го работат вака како што тоа го прави платформата. Она што дополнително го приметив е дека, правејќи споредба со други проекти, со други платформи кои што се активни во општеството, овде во рамки на платформата има до денес најголема база на добри примери на успешни приказни, од кои што населението и особено жените, кои што би сакале во иднина нешто да работат во таа насока, можат да учат, да се инспирираат, да слушнат корисни информации. Апсолутно најголема база тука имаме во рамки на држава и на ниту едно друго место. Нешто што јас го поздравувам во секој случај, затоа што тоа е напорна работа. Да се соберат преку 100 приказни, да се обработат, да се извади максимумот од нив, си бара тука работа, тоа е за поздрав. Имаме преку платформата пристап до нови информации за тековните состојби на терен. Нешто што моментално системски не го прави ниту одредени јавни институции под закрила на државата, ниту пак во таа форма се работи на локално ниво повторно од јавните институции на локално ниво, ниту пак образовните институции не допираат одредени сегменти кои што се допрени преку платформата. Тука би ги издвоила истражувањата во однос на тековната состојба во рурални подрачја и поврзаноста со предприемништво во тој контекст. И исто така, мислам дека се правеше анализа на дигитализација, ако не се лажам, во рамки на секторска група беше така, и дека од тоа очекуваме исто една публикација, ако веќе не е и објавена истата, објавена е така да, за состојбата на дигитализацијата, односно дигиталната писменост, конкретно кај жените и нивните вештини во однос на она што би се подразбирало како потребно за женско предприемништво. Тоа значи дека ние од терен добиваме сигнали за тоа каде се наоѓаме моментално и на основ на тие сигнали понатаму кои би биле следните чекори кои што треба да бидат преземени, што е многу важен импулс според мене. Дополнително имаме конкретни предлози за надминување на воочени пречки и проблеми. Повторно ќе речам на темата женско предприемништво, платформата се занимава со давање на вакви предлози и предлог политики за она што би требало во иднина се вклучи во рамки на легислатива, законодавство и слично, за да биде издигнато на едно повисоко ниво. Ја спомна Вале следната стратегија за развој на женско предприемништво, па и претходната која што постои е резултат на работа на овој тим. Така нешто што досега воопшто сме го немале кај нас. Следам дека постојано се работи на инволвирање на носители на одлуки во работата на платформата, што значи дека активно тие луѓе се обидувате вие да бидат запознаени со она што е актуелно, што постои како потреба во рамки на нашата економија или што би требало да бидат следни чекори. Повторно тука ова би го пофалила. Дефинитивно работите на унапредување на имиџот на жените предприемачи и нивна промоција преку награди во рамки на самитот,
преку издвојување на успешните приказни, на тој начин менувајќи, да речеме, онаа културолошка слика и представа за жените кој што до ден денес кај нас за жал се уште постои како стереотип дека нели жените можеби во одредени подрачја не се толку добри како мажите и она е што ние треба во континуитет, би рекла јас, да работиме, да го менуваме. И она што го спомнавме во претходната дискусија, развиена инфраструктура за женско претприемништво преку соработката на локално ниво, нешто што досега никој го нема направено. Вие првпат поставивте координатори на ниво на региони, веќе работите на развој на тие совети, јас би ги нарекла хабови, бидејќи тие совети треба да служат понатаму за поврзување на сите битни стейкхолдери во рамки на општеството, бизнисите, локалната самоуправа, невладините или граѓански здруженија, пошироката јавност и слично, и се нужни според мене да се зголеми нивната бројка и еве вака да наоѓате позитивни примери како тој во Кратово, за да може нели работата од хартија да премине во имплементација понатаму.